Граѓански протест пред цементарница Усие вечерва со барање за дислокација поради загадувањето на воздухот. Тамара Дичовска е таму. Тамара, кои се очекувањата и барањата на активистите? Гледам зад тебе дека има посетеност на овој протест. Да, протестот се уште трае, како што може да се види. Стотици граѓани се собраа вечерва тука во близина на цементарата Усија во знак на револт, протестираат против, како што велат, најголемиот загадувач како во оваа околина, но така и во Скопје. Држејќи жолти картони во нивните браце, испратија предупредување дека доколку не бидат слушнати и испочитувани нивните барања, дека се почесто ќе прават блокади. Велат ја блокира денес оваа раскрсница поради тоа што предолги години им се блокира воздухот, но велат дека нема да останат само тука да протестираат пред Усија, туку и порадикално ќе блокираат клучни крстосници во градот. Бараат дислокација на фабриката Усија, 24 часовен мониторинг, но и да проработи она мерна станица на општината Кисела Вода, поставена уште од 2023 година, бидејќи не им веруваат на оние резултати кои што ги дава мерната станица на Усија, односно велат дека не се релевантни, бидејќи кој загадувач за себе би рекол дека загадува. Нивните барања ги испратиле на над 10 институции, како на општина Кисела Вода, општина Аеродром, собрание, влада, меѓутоа немаат никаков одговор, а едно од нивните барања е и брза и итна институционална реакција. Во продолжение да ги слушнеме и дел од параките кои што се испратија од денешниот протест. Не сум тука за прв пат. Не зборам за прв пат за загадување. Пред точно 6 години, заедно со група граѓански активисти, за прв пат го блокиравме Усие. И тогаш требаше да му даеме жол картон. Сега заслужуваат црвен. Затоа предупредувам дека загадувањето не е само еколошки проблем, туку сериозно кршење на човекови и детски права. Тогаш реков и денес повторувам, кога институциите дозволуваат загадување, тие свесно го загрозуваат правото на живот на децата. Цементарница заслужува веднаш да се тргне. Веднаш да се тргне. Тамара, во изминатиот период од цементарница Усија тврдеа дека практично нема разлика во вредностите од мерењата во деновите кога работела и не работела, особено во периодот на празниците. Има ли денешен став во пресрет на овој протест? Да, пред протестот реагира и од компанијата, каде што велат дека нападите врз нив се неосновани и неаргументирани, бидејќи како што кажа и ти изминативе денови, изминатиот период, двете печки не им работеле, односно и не работела фабриката, загадувањето се уште било присутно и со тоа се докажало дека тие всушности не се загадувачи и прашуваат зошто прстот се вперува токму во нивната компанија, која што, како што велат, е од национален интерес, односно придонесува за економијата во државата. Па во продолжение ќе прочитам и делот реакцијата и соопштението кое го испратија. Таму велат дека и покрај тоа што Титан Усија целосно не работи, во петокот највисоката вредност на PM10 частичките достигна 275 микрограми на кубен метар, во саботата 250, во неделата 143, во понеделникот 190 и вчера 221 микрограми на кубен метар. Оваа состојба се потврдува секоја година, велат оттаму. Титан Усија е компанија која не само што работи согласно законите, е носител на интегрирана дозвола. Таа е под континуиран 24 часовен независен мониторинг на излезнените гасови од оџаците, а резултатите од мерењата се јавно достапни преку неделните извештаи. Мерењата на оџаците во Титан Усија се одвиваат согласно законската регулатива која пропишуваат институциите и усогласена со европските директиви, дека нашето работење не е поврзано со состојбите со амбиенталниот воздух во Скопје, зборува и фактот дека и кога компанијата не работи, загадувањето е високо. Како што кажав, и од компанијата велат дека и тие кога не работат е загаден воздухот, меѓутоа граѓаните што протестираат тука не веруваат во мерните станици на оваа компанија, бидејќи како што и самите посочија, оно што загадува нема, велат сигурно да
каже дека загадува, како што можам да забележам да и заврши протестот, најавија граѓаните иницијативата Стоп за Усија дека ќе продолжат со протестите доколку не бидат ислушани нивните барања. Тамара Дичовска за протестот на активистите пред зградата на цементарница Усија. Благодарам, Тамара.